што нема никаква надлежност. Кога е во прашање интервенција по национален парк не е процедура на локалната самоуправа. Тоталните незнаници, почнувајќи ова што последно го кажа колегата, дека таа согласност и Министерството за животна средина е апсолутно надвор од контекстот на основните правила на управување со животната средина, кога станува збор за националните паркови. По која логика Општина Битола ќе донесува урбанистички план за нешто за кое што нема никаква надлежност? Таа не може да интервенира. Видете коалицијата во Боевски што изнесе тука дека таа една парцела од 5 милиони како заедничка парцела во која што владее националниот парк. И тука единствено кога станува збор за овој национален парк, како место во кое што е населено во опфатот на националниот парк Пелистер е селото Молодиште. Во делот на ова што се обидуваме да се надмудриме кој и каква собственост имало врз парцелата, е завршено уште во 1948 година, кога е прогласен националниот парк Пелистер како национален парк. И тука во тој контекст треба се бара соодветно решение. Овде се измешани работите. Не знам, во 2015 како Сдружение на граѓани се јава планинарското друштво. Планинарското друштво може да биде само корисник, не може да биде титулар на било што е врзано во опфатот на националниот парк. Нема таква можност. Не може да се даде на владење нешто чиј собственик е некој друг, во конкретниот случај Република Македонија, односно националниот парк Пелистер со неговата управа. И ние наместо да одиме по вистинскиот парк, по вистинските стандарди, во кои што тоа решение ќе му го дадеме да си го направи националниот парк Пелистер, бидејќи тој граничи со територијата на општина Битола, да го даде на владење на едно сдружение кое што има подолга традиција во планинарството. Интервенции од делот на урбанизација е забрането на национални паркови. Говорам од аспект на наука. Од аспект на тоа што говори Министерството за животна средина, предпоставувам колку го знаат и тие сето тоа. Ако добро се сеќавате, прашањата кои што беа врзани и за изградбата на Молика, иако таа е изградена во друго време, сериозни забелешки имаше во однос на асоциациите кои што ги обединуваат националните паркови во светот и во Европа. Затоа што таму се исече Молика, за да се изгради, не знам, хотелот Молика. Одете низ светот, ќе видите секаде, тоа е на подножијата. Никаде нема таму каде што се опфатот на границите на националните паркови. И јас не знам кој и од каде му дошла идејата дека овој совет треба да носи ваква документација. Меѓутоа, очигледно е дека во нашиот плуралистички систем е најважно кој подалеку ќе пукни или кој подалеку ќе досегне до нешто што ќе има влијание. Во зависност кој е позиција, кој е опозиција. Никакви стандарди не се барат. Никакво мислење не се побара. Јас за ова зборував и во претходниот состав. Дека решавањето и земањето на право на градоначалникот да кажуваат дека тој е тој кој што ќе го изгради планинарскиот дом, или правото на овој совет да носи едно такво решение,
е право во кое што воопшто не се вклопува во сите оние стандарди кои што ги пропишува управувањето со националните паркови. И сега јас тврдам дека било што да донесеме овде е во колизија со сите стандарди. И вистинскиот пат е тоа да го направи управата во Националниот парк Пелистер и да го реши на начин на кој што треба да го направи. Ние немојте, не заборавајте дека Националниот парк Пелистер не припаѓа само на територијата на општина Битола. Незините граници се и на друга територија, на друга локална самоуправа. Ке носи ли и општина Ресер, која што опфаќа дел од Националниот парк Пелистер. Ке носи ли ваква одлука? Сигурен сум дека не. По логиката на нештата, ние функционираме фронтално, прави ВМРО ДПМН, прави СДСМ, сите што се од СДСМ и сите што се од ВМРО, добро е, може да се направи. Не е тоа добро. Ние едно добро решение, кој што се обидовме да го направиме, и единствена одлука која што е, може би, најдобра досега на претходниот совет, овие два совети беше решението со враќање на Битола, каде што се вклучи науката сериозно да решава проблеми од кои. Жалам што во ваков процес одиме во титуларството, во решението кои што се врзани за изградбата на Националниот парк. Јас не ги знам габаритите кои се. Ке се отстапува од тие габарити или нема да се отстапува? Ке оставува, не знам, сега го спорувам хипотетички. Ке има други одредени решенија или нема да има други одредени решенија. И ова што Јовица вие видите малку се по-културни. Нема што да правите спор, јас дојде да говорам. И в конкретните рака збораш што ставете да се изкажиме, после кажувате. Не имам да кажувате на други места, многу кои ке работи. Значи, ключното прашање. Ве молам да опомена сите, не се расправите, ама не се расправите. Нема потреба. Развојот на зимските спортови не може да биде на потегот каде што е Националниот парк Пелистер во делот на ова што е врзано за копање. Развојот на зимските спортови е тоа го правили швајцарците во 80-те години и така натаму. Тука знаат да и мештање кои да дека на тој дел се најголемите форнежи, најдолго траат и така натаму на надморска височина. Значи, сето тоа да го исклучиме. Рекреативниот дел е дел за кој што можеме да говориме, меѓутоа не видов ни еден, и ако повикав повеќе пати, представник од Националниот парк Пелистер да дојде да се изјасни за ова работа. Може да ви пример. Имате ли согласност? Има ли мислење Националниот парк и нејзината управа? Нема. Предпоставам дека нема. И втората работа, зашто работиме ние, бе, колеги? Еве, за да не биде популистички, нема камера. Ајде, објаснете ми, што работиме? Денес сме 6 месец. Ние програмата за животна средина не имаме донесено. Заборавите ми дека не е донесено. Дека е симната пред нова година на мој предлог. Како неоснована. И денес не се потрудите да ја поставите да се изработите. 6 месец. А говориме за работа во која што е многу битна во делот со програмата за животна средина да биде поврзана. Така или не е така? Така е. Аргументите се тие. И сега ние сакаме нешто да правиме што е вака битно е да бидат камерите и да покажат кој е поголем лојалист на својата политичка партија. Ето, суштината на овој совет треба да види нешто друго. Јас
Искрено се чувствувам непријатно кога говориме за форми во овој совет, а не за одредена суштина која што сметам дека треба да биде примарна, а не да остане некаде на некоја позиција во која што ниту јас како советник, ниту било кој друг како советник ќе се чувствува гордо утре или од некоја друга дистанца во која што ќе може да се каже да, во моје време беа донесени такви и такви одлуки. Благодарам. Благодарам.